Се зборуваме за планинарењето и со мене имам еден одличен, прекрасен гостин, човек кој што е експерт по судска медицина, човек кој што ги поместува границите не само во науката, туку и во достигнувањата на највисоките планини. Професор доктор Златко Јаќовски, добро утро. Добро утро. Професоре, планинарењето за вас не е само хоби, туку и животна пасија. Морам да ве прашам, што е тоа што секогаш ве враќа на планината и какво е чувството кога ќе се освои некој нов врв? На ова прашање тешко е да се одговори од проста причина што само ние што страстно се занимаваме со планинарење, тоа сме го доживеале многу пати и навистина разбираме зашто луѓето повторно се враќаат на планината. Тоа што можам да го кажеме дека тоа што ние ќе го доживееме таму е нешто што е неповторливо. Така да за повеќето луѓе тоа станување во 4-5 часот наутро кога ние тргнуваме на такви искачувања представува мака, а за нас тоа представува задоволство заради тоа што знаеме дека ние ќе го видиме изгре сонцето, па ќе почувствуваме мирисот на природата, ќе поминеме покрај прекрасни реки, водопади и на крај како шлак на тортата ќе го искачиме некој планиран врв. Тоа што ностоп не навраќа да се вратиме во природата и да искачуваме нови врвови е секако и тој некој спортски предизвик и компетиција пред се со себе, заради тоа што вие постигнувајќи такви успеси едноставно си ја изградувате и самата психа и едноставно тоа повторно ве навраќа на некои нови предизвици и секој еден врв или секоја една планина е убава сама за себе и представува предизвик за нас планинарите секој еден нов викенд или во текот на годината да искачиме некое поголемо планинско достигнување или индивидуално, но најголем број тоа е со група на планинари. Се повеќе луѓе сакаат да избегаат од градскиот метеж и да уживаат во природата, поради тоа и последните години многу луѓе се одлучуваат за планинарење. Дали според вас граѓаните доволно одговорно и подготвено пристапуваат кон планината, што е и една основа за да можете да ги освојувате планините и дали се уште се потценуваат ризиците за кои што треба да бидеме свесни? Прво сум многу среќен што се повеќе луѓе стануваат свесни дека природата всушност нашиот живот и повеќе почна се занимаваат со планинарење, нешто што е култура во многу држави во светов, еви во нашето опкружување, каде што луѓето и ја ценат и одржуваат природата, не само да планинарат. Така да луѓето пред се да отидат на некоја планинарска тура или на некоја планинарско искачување, секако дека треба бидат подготвени. Многу е лошо ако вие не подготвени трнете на една таква авантура заради тоа што е како вчера може да снајде невреме, па да дојде до несакани последици, може да се повредите, може да бидете нападнати од животни или да дојдете во некој непристапен предел. И заради тоа најважно од се е вие да одите со некој што ќе ве води и има претходно планинарско искуство. И на тој начин вие ќе се осеќате безбедни, но исто така и ќе може да уживате во природата, заради тоа што тоа искуство треба да биде пред се за уживање, не да биде измачување, заради тоа што ако вие се измачувате, едноставно ќе кажете тоа не е за мене, проба видов, не е убаво, а всушност е многу убаво, само треба да биде плански организирано. Заради тоа што предлагам, секој еден што сака да се занимава со планинарење, да се запише во некој планинарски клуб, каде што има обучени водичи, кои што ќе им дадат соодветни информации, како да се искачуваат, ќе бидат соодветно водени од страна на водичите, но исто така ќе стегнат одредени планинарски техники, но и каков тип на опрема треба да купат, каков тип на обувки и така натака, заради тоа што тоа е сепак многу важно, заради тоа што денеска навистина имаме одлична планинарска опрема со која што вие може да се чувствувате многу удобно во природа. Одличен апел и пораку пативте до оние кои што можеби почнуваат или сакаат да почнат со планинарење, но еве кон самиот крај на разговорот едно од најважните прашања: кој е вашиот следен предизвик? Мојот следен предизвик се ближи многу скоро, тоа е за месец и половина од сега, во месец септември, заедно со уште двајца мои пријатели, едниот е наш македонец од Битола, ќе одиме на искачување на врвот Манаслу. Тој е 8ми највисок врв на планетата Земја, се наоѓа во Непал и се надеваме на едно убаво планинарско искуство. Веднаш по враќањето ве чекаме во Добро утро Македонија да ни ги пренесете случувањата, импресиите и доживувањата од Хималаите.
средина на октомври. Се надевам дека со убави импресии ќе се вратаме и ќе се видиме на македонската телевизија. Договорено. Ви благодарам многу за гостувањето. Благодарам.